Потврдена е првата мртва птица со западно-нилска треска во Скопје. Има и нови заболени во Центар и во Чаир. Ова го соопшти министерот за здравство Сашо Кликовски. Тој рече дека се регистрирани првите случаи на заболени во скопските општини Центар и Чаир. Досега во државата се регистрирани 43 случаи на западно-нилска треска. Откако онколошките пациенти реагираа, 5 скенерот повторно работи. Закажани се 9 снимања, вели Кликовски. Не му значи што живи гореа 14 луѓе. Мицкоски со жестоки критики за шефот на обвинителството Ислам Абази по затворањето на предметот за модуларните болници. Обвинителот, кој што е во заминување, колку што имам информации, има распишан оглас за нов обвинител. Предпоставувам дека поради своите должничко-доверителски односи кон претходната влада одлучува до крај да ги испораѓа, вели премиерот. Лидерот на СДСМ Венко Филипче побара од премиерот Христијан Мицкоски да им се извини на семејствата на 14 загинати во пожарот во модуларната болница во Тетово. Откако сега, како што рече, јавното обвинителство ја кажало вистината. Тој рече дека 5 години го обвинувале дека е убиец, но дека конечно вистината излегла на виделина, дека нема никаква злоупотреба на службената положба, ниту штета на буџетот. Пресметавме. Знаете колку ќе се зголемат септемвриските пензии? Законското усогласување на пензиите ќе биде речиси 6%, според последните податоци, а кои се однесуваат на јуни. Просечната пензија во државава била 29.692 денари, а со новото усогласување ќе има раст од 1.737 денари. Деталите се во текстот на Весна Дамчевска. Просечната нето плата пак во јуни се намалила за 1.163 денари во однос на мај. А училишната кошничка со попуст од 15% ја предложи Министерството за економија. Нацрт одлуката е доставена до владата и во вторник ќе биде разгледана. Според Министерството за училишна кошничка имало консултации со трговците на голямо и мало кои продаваат училиштен прибор. И таа била прифатена како соодветен и практичен модел за намалување на трошоците за родителите пред почетокот на новата учебна година. Уште малку образование. Ладен туш за македонското високо образование се случи деновиве откако беше објавено новото академско рангирање на светските универзитети. Репризно, ниту еден универзитет од Македонија не се најде меѓу најдобрите 1000 високообразовни институции во светот на Шангајската листа за 2026 година. Вака Бојан Шашевски го започнува текстот кој ја разработува темата. Службените возила на град Скопје под мониторинг. Каде се движат, со која брзина и колку гориво трошат. Градоначалникот Орце Георгиевски објасни дека системот овозможува во реално време да се знае каде се наоѓа секое возило, по која маршрута се движи, со која брзина, колку време е во движење, но и колкава е реалната потрошувачка на гориво. Тој посочи дека самиот користи сопствено возило и сам го плаќа горивото, а дека службеното возило, кое во минатото го користеле градоначалниците, е ставено на располагање за потребите на градот. Остануваме во метрополата. Велосипедистите за проширувањето на Борис Трајковски велат: извинете, ова не е булевар. Булевар не е само асфалт за автомобили. Според велосипедистите од наточак, ова е уште еден булевар на кој експроприацијата е направена само до крајот на ширината на коловозот, чии ленти се со максимална димензија, а за тротоар колку ќе остане, толку. Како што велат тие, ова е исто како на Водњанска или на Александар Македонски, кај Камник или на булевар Словенија, каде што пешаците и велосипедистите не се земаат предвид. Тирана реагира зошто не се интонирала и албанската химна на настан во Пустец, каде што присуствуваше и
Силно невреме во Словенија, маж загина од удар на гром во близина на Целје. Хрватска ги укинува патарините. Се воведува нов систем со слободен проток. Македонка во Австралија ја задушила својата соседка и ја фрлила во река. Доби 8 години затвор. Овој случај е од јули 2024 година во Мелбурн. По смртта на соседката, Богоевска од нејзиниот дом украла пари, накид, банкарски картички и лични документи. Обвинителството првично ја товареше за убиство, но подоцна беше прифатено изјаснувањето за убиство од небрежност. Од светот денес издвојуваме. Брисел, Украина мора сама да реши кога ќе одржи избори, а Европската унија е спремна да ја поддржи. Ким Џонг Ун го држи Трамп на пристојна дистанца. Американскиот претседател Доналд Трамп вели дека сака да се сретне со севернокорејскиот лидер подоцна годинава, но неговата иницијатива најде на студен одговор од Пјонgjang. Феноменот Ел Ниньо, што се развива над Тихиот океан, најверојатно ќе биде најсилен досега, предупредуваат британските метеоролози. Би можел да ја направи 2027 година најтопла досега. 3 дена на рацете носевме збрана. На денешен ден, 21 август во 1923 година, е родена Оливера Вера Јоцик. Народна хероина, партизанка и една од младите жени кои оставија силна трага во народно-ослободителната борба. Нејзиниот живот заврши трагично, на само 20 години, но споменот за неа живеа во македонската поезија, пред се преку стиховите на Ацо Шопов. Толку од мене, многу повеќе информации во секое време ќе најдете на slobodnpečat.mk. Се читаме.